Правото за туѓа помош и нега од друго лице за 5 години во општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани е зголемено за околу 70%. Ако во 2018 имало 1800 корисници, сега таа бројка е 3120 корисници. Исто така се намалува и старосната граница на лицата кои што добиваат ваков вид на помош. Тоа укажува на фактот дека Македонија има се повеќе старо, а од друга страна и болно население. Се почести овие психички заболувања во смислот на деменции, артериосклерози, Алцхаймер и така. Понатаму следуваат овие канцерогени заболувања, по она што ние како што го гледаме при добиените известувања или при поднесувањето на барањата на корисниците. И во понов период се приметува дека старосната граница на лица под 65 години се зголемува, посебно во делот на овие карценогени заболувања, постоперативни третмани зависно од тежината на промената на здравствената промена на корисниците. Во 2005 година, според одредени статистики на светско ниво, имало околу 23,6 милиони луѓе заболени од деменции, склерози, Алцхаймер и други вакви слични болести. А сега имаме околу 44 милиони заболени граѓани. Според некои очекувања е дека истите ќе растат за 4,6 милиони заболени граѓани во текот на една година. Македонија според статистиката е некаде на средината. Општина Прилеп се повеќе има стари лица кои што се зафатени од тие болести како што се деменциите, атеросклеротичните заболувања на васкуларните системи, мозочните дегенеративни промени и други дегенеративни промени кои што спаѓаат во психијатријата и неврологијата. Кај овие лица кои што се помлади, воглавном ваквите состојби се поврзани со некои други параметри, други заболувања, кои што се од медицински аспект и кои што воглавном го зафаќаат менталниот склоп на здравието и нарушувањата, така да поради тоа се појавува се поголем број на заболувања од оваа област. Комисијата која што ја доделува оваа нега е составена од офталмолог, невропсихијатар и интернист. За овие три општини таа се наоѓа во здравствениот дом во Прилеп, докаде пак документи за добивање на ваков вид на помош треба да достави матичниот лекар на пациентот заедно со Бартелов индекс за проценка на способноста на лицето.